Господине Османи, оно што како заклучок може да се Партија Единска брифира дека почнала кампањата за локални избори. Ако вака ја почнуваме кампањата, што ќе се случи до 2013? Не, апсолутно Ваш висок функционер. Добро, не би можел да коментирам анонимни изјави и изјавата на господинот Мерко беше дека тој присуствувал на покана на исламската верска заедница и дека би присуствувал на ист таков протест доколку би биле навредени чувствата на припадниците на православната вероисповест и како градоначалник би присуствувал и би протестирал поради тоа. Така да само таа официјална изјава би можел да ја коментирам. Анонимните мислам дека се нерелевантни. Па токму сега ќе чуеме дел од обраќањето на струшкиот градоначалник Рамис Мерко. Нема да толерираме било што некој да го гази врз нашата вера, сигурно и врз нашата нација. Секој кој ќе мисли така, многу скапо ќе оплати. Ова закане, господин Османи? Добро, ќе треба да го прашате господинот Мерко, меѓутоа јас се сложувам во делот па не како порака дека навистина не би смеело да се дозволи газење врз основните верувања на луѓето во делот на верата, меѓутоа и во делот на националните чувства на било која етничка заедница во Република Македонија. Ќе биде ли Мерко кандидат за градоначалник повторно на ДУИ? Органите на партијата ќе одлучуваат кога ќе дојде време. Задоволни сте од неговата работа во струк? Па мислам дека сега 6 месеци после формирање на новата влада ќе има извештај не само од избраниците од страна на владата и од собранието, меѓутоа и од градоначалниците, сите ќе дадат извештај за сработеното. Добро, Мерко е градоначалник од 2009-та. Да, ние континуирано во партијата, односно председателството, ги следи активностите на своите функционери. Тие периодично и даваат и писмени и усмени извештаи во однос на постигнувањата и реализирање на предизборните ветувања и така се дава понатомошната доверба на партијата кај тие функционери. Стои ли ДУИ зад протестите во саботата? Не. Немате никакво? Не, категорично можам да тврдам дека организатор на тој протест во Струга е исламската верска заедница на кој што господинот Мерко бил повикан како Добро, сепак е ваш градоначалник. Да, на кој што бил повикан како гостин да присуствува. Господин Османи, се правевте ли муавет со вашиот коалициски партнер за сето ова што се случува? Да, ние сме во постојана комуникација со ВМРО ДПМН и за сите прашања кои што се во интерес на граѓаните. И ги осудивте заеднички? Јавно барем не видовме осуда. Да, апсолутно. Утре, например, деновиве ќе заседава и комитетот за меѓуетничките односи на заедниците и тука исто така ќе се разговара за целата оваа тензична состојба и ќе се дадат пораки за да се смири состојбата. Опозицијата ве повика да се оградите од Мерко, македонската опозиција. Не гледаме причина во моментот за оградување. Јас навистина сметам дека граѓаните имаат право да го пренесат гневот до тие кои што го предизвика тој гнев кога не можеа веќе на друг начин преку медиумите, преку своите колумни кои што континуирано ги пишува низ се кршеа крстови во цркви, се кршеа прозорци во амбуланти. Да, меѓутоа господинот Мерко нема никаква поврзаност со тие случувања. Ние ги осудивме. Не. Ние ги осудивме сите тие форми на вандализам, на реваншизам, на говор на омраза, меѓутоа протестот е легитимно право на секој граѓанин во Република Македонија. Го споминавте Вевчанскиот карневал. Тоа никако беше коиницијалната каписла за сето ова. И еден од поводите, како што вели Струшкото муфтиство. Зошто се чекаше 2 недели за реакција? Тоа го коментирав на почетокот дека всушност социјалните мрежи ја го подготвија тлото за една ваква реакција, бидејќи таа видеоснимка која што навистина е провокативна, почна да се шири низ Facebook и низ социјалните мрежи и стигна навистина до секој граѓанин во Република Македонија и така се мислам дека се има родено и идејата за самиот протест. И заради начинот на ширење на таа информација, од тука и тој период во кој што реакцијата е малце позакасна. Значи, за случувања во земјава
за меѓуетнички нарушување на меѓуетнички односи на социјалните мрежи ни организираат. Уште тогаш имаше снимки од Вевчанскиот карневал. Социјалните мрежи имаат големо влијание, знаете каква е. Покрај другото на Вевчанскиот карневал беа министри од владата во кои што збориме за конкретната видео снимка која што ги навредува чувствата на верниците муслимани, беше распространета преку Facebook и преку другите социјални мрежи, бидејќи таа не беше достапна на медиумите во моментот кога се одржуваше карневалот. На Вевчанскиот карневал имаше министри од владата во која што Дуи е партнер. Видете, Вевчанскиот карневал не се одржува оваа година. Се одржува тој е традиционален карневал. И дали имало ваква реакција минатата година или годините претходно? Значи, збориме за реакција за една конкретна случка во рамки на Вевчанскиот карневал. Никој мислам дека не го спорел постоењето и одржувањето и дури супортирањето на Вевчанскиот карневал. Меѓутоа, ваквите форми на предизвикување, на навреда на цела вера, на цела етничка заедница, мислам дека пораката што се дава овој пат е дека треба да бидеме внимателно наредниот пат да не се повтори. Кому му користи ваква состојба во Македонија? Па мислам дека никому не му користи, бидејќи кажав дека темелите на оваа држава се засноваат на токму на меѓуетничките односи и штетата што би ја претрпиле од нарушување на тие меѓуетнички односи би ја чувствувале сите. Така да навистина не гледам страна која што би имало корист од ваква тензична состојба. Повторно ќе кажам дека навистина треба да се зголеми ангажманот и активноста во зголемување на кохезивноста, на меѓусебното запознавање, на намалување на предрасудите меѓу двете етнички заедници. Спина Смени се добива впишатот дека кога се случува дека двете етнички најголеми етнички заедници во земјава се разделени и различно размислуваат, а така и владата исто така. Значи, кога се случуваат настани кои што влијаат врз македонската етничка заедница, албанскиот дел, конкретно од владата, е малку повлечен. И обратно добиваме таков впечаток. Значи, кога се случи качаник и знамето, палењето на македонското знаме, вие имавте изјава, ако добро помнам, каде што предупредивте дека тоа било реакција на скандирањето на пораки во Прилеп. Вие тогаш не го осудивте? Пак ќе кажам дека во моментот... Реагира ли државата со две влади? Функционираме ли ние со две влади? Апсолутно. Република Македонија има една влада која се состои од два коалициони партнери, представници од двете најголеми етнички заедници. Тоа што е воспоставен нов принцип да победникот коалицира со победникот од другата етничка заедница, тоа не значи дека се тоа две паралелни влади. Тука едноставно на тој начин се представува легитимноста на гласот на граѓаните во самата влада. Зошто реакција за такви настани и од едниот и од другиот партнер? Иве, нека бидат и лидерите на политичките партии, господинот Ахмети и господинот Не можам да зборам во име на владата, можам да зборам како во име на Демократската унија за интеграција. Ние постојано ги осудуваме сите форми на говор, на омраза и сите форми кои што може да предизвикуваат нарушување на меѓуетничките односи. Тоа сме го правеле и со случајот во Качаник и со случајот кој што го иницираше тој случај, односно му претходеше во Прилеп, и на тој начин треба да се однесуваат и сите други политички партии, меѓутоа и општествени организации. Собираат ли политичките партии, конкретно ДУИ и ВМРО-ДПМН или владата, членовите на владата, двете партии, политички поени на вакви случаи? Па ако ги гледате коментарите во јавноста, сите посебно во албанскиот политички блок, односно кај албанските граѓани, сите на некој начин ја осудуваат, односно удираат по ДУИ заради тоа што не ги користи овие случаи, односно не реагира бурно на ваквите случувања. Ние многу лесно би можеле да ги користиме ваквите случувања за некаков политички маркетинг, не, бидејќи тоа е под организација на исламската верска заедница и ние